Ти знаеш, брат, дека јас сум човек што се опира на технологија и на технолошки, на интернетски достигнувања, ама пред некој ден лежам дома надвор минус 20, ми се пушта ливче, ама не ми се излага од дома. И оп, ми текна Продавате тоа што онлайн ливчето, лекции у секоја епизода, се трудам. Пуштање 7 утакмици, 6 излагаат и Макаби Тел Авив, браќата израелци перц за 25.000. Ме оборија као крушка. Барем ме радува тоа што конечно проработи оне мирис ке тебе, дека не си 90-тите, дека се ти е достапно онлайн, не само за дресови купување, дека ете можеш едно ливче да си пуштиш. И ти еднаш управа да си. И од тебе човек нешто Тоа не е корисно се, да научи. и тоа не е се за оние што се уште немаат креирано акаунт на Спортлайф, може тоа да го сторат. Со минимална од 300 денари депозит уплата добиваат до 6000 денари бонус. Куп привилегии од кога ќе станеш член на Спортлайф. И плюс никад споените можеш да ги користиш во Спортлайф маркет за нарачка на производи и ваучери. Го, твој стил играчи станува збор. У лигите што ги следиш малку понастрана од нашиот континент, станува збор за Латино Америка, репрезентативно ниво, нормално црномурест фудбалер. Чиме црномурест, значи тоа е Бразил или Колумбија. Аргентина нема црномурести. Да бе, нема. Па нема Аргентина. Добра, не е точно Аргентина, не е ни Бразил, нека биде Колумбија. Добро. Има така супер афро фризура, игра у Европа. Па Колумбијец со афро, едини што ми паѓа на памет е братот Квадрадо. Ле. Така. Абе, опасен си ги знаеш на памет, ми ги дзирна. Експертиште. Ми ги дзирна. Сликите, не знам дали да го поштувам ома како добитен одговор. Еве на страна, ајде да видам ти сега шо јас. Ајде да те видиме. Опа. Европска репрезентација, немаат ништо освоено, ама се јаки. На претходно светско освоја медаља. Игра исто во Европа, во прилично тепачка екипа. Хрвати? Не. Франција освои, Португалија? Па и На прошло Португалија. светско кој беше, ако не се Хрватска и Франција, трет кој беше? Белгија? Белгија, игра во тепачка екипа. Атлетико? У Атлетико игра. Се помами една година, отиде у Кина, ама се врати. Караско? Караско. Ево која, уште ја ти кажев со име и со презиме. Па братце, ај, кај Караско го најдовме овде, ама нема врска, пак еден, а? Караско, бога ми, годинава процвета и во белгиска репрезентација, пошто го нема главниот у Белгија, знаеш како се вика, меѓутоа знаеш, ако не читаш македонски портали. Ај боле да не читаш Пошто ако читаш македонски портали, можеш да стекнеш малце чудна слика кој е тој Тонч, ајде пушти да видиме за што се работи. Наслов на фотка. Да е, Азар. Првите 2 вакцини за коронавирус во САД ќе бидат пуштени пред Божик, па уште иде доле текст. Првите 2 вакцини за коронавирус во САД ќе бидат пуштени И во не е оптек едини по празникот. овој сајт. Ова денеска го истакна министерот за здравство Алекс Азар. Со нешто чуден ми овој Алекс Азар, види го жонглира Брат, не реално. ми е јасно како можат фудбалот да го поврзат со вакцини, збори за министер. Кој тетрапет тој што ја става оваа слика. Ова е Еден Азар, игра у Реал Мадрид и прилично не ми личи на тој Алекс И Азар. не може никако со вакцини да го поврзат. Кога сме кај Азар, знаеш ли каде моментално и што прави Азар, бе, брат? Измислува вакцини. Барем го ставија на насловна, зашто вака, освен за повреди, не можеш за друго да го ставиш на насловна, бе. Што му е на тој човек, бе? Година и пол игра у Реал, 8 пати се повреди никад. Азар и со стаклени нозе, вашиве од Барселона,
Со една нога може да излезе со нив на крај. Со разноразни Жорди Алби, Пикеовци, Тонче Гледам, пусти бе. иначе следната од Азар. Еве, гледај, као, Гледам. види го. Го почнува тука да го зафркава дека и на тренинг обично трчање се повредува. Гледај, ништо не прави, трча, човек нема околу него, Брат, значи, ох, едно го поштувам, ај барем му дадоа внимание нашиве портали дека е министер за здравство. Барем не ги трпи макиве сега на Реал. Треба- Види ги бе, треба- не за да врзат две чисти. Губате од Алавез, губате од Шахтар. по али втори пат. Барселона ја победија, баш кај ви од Барселона не сте меродавни ја зборите за Реал, бе. Така да, убаво му е брат да не ги трпи мукиве сега што ги преживува Реал. Вие барем си Барселона ужива треба со Барса Б да играте за превласт. Прво Да, бе, кој е да, појак, да, па да. после евентуално Ќе се да видиме на крајот, бе. ве приклучат во На прва крајот лига. ќе се видиме. Него викендов брат посебно што ми остави онака силен впечаток е хорош цената во Формула 1 во Бахрейн. Дали го виде баш, царот баш. Грожан како се извлече брат од сигурна смрт. Во моментот Пушти, кога Тонче. ќе ти се случи ваква работа брат. Во моментот кога ти се случува ова, дека гасна. И одеднашка искача Зевс од таму, види го, од Тоа цели 27 секунди беше борба. Така? 27, а од делото 11 може да издржи. Па сега ти види. А од друга страна имаш ти луѓе што го узурпираат спортот и го срамотат, луѓе излезени од Барселона, некој старечки дом треба да ви е спонзор, некоја костозглобна клиника. Да, Тончи, да, пушти. Ова Добро, од кај за вас ова има да. излезено. Ова од кај вас има излезено. Ова вие- да не го речеме, ова е за театар, брат. да не го барем пипнеш, да играш. не го пипнеш, види. И срам ми е што играл у Барса, ама тоа е тоа. И Гледај. ти кога ќе го Малце ќе споредиш, го пипнеш и тоа паѓа, тоа лета, тоа... гром да го удрило, ко со снајпер да го гаѓаат. Кичма му искрши, Грожан човече од пожар, од огин излегува. Пред Ја да прво изеде Неймар ви го фрли права. кај нас у втора, трета лига да поигра малце со нашите второлигашките, тролигашки играчи. Па нека глуми Една после лудило. едукација за фудбалот да помине и после така облечен у дрес да прошета низ град. Добро, што да кажеме, брат, за викендов за нас и те пачкава во штип. Место да кажеме било што боле да ја Ние погледнеме до снимката, сега- сама ќе се избори. До снимката, сега да. секогаш форсираме она што се случува окей на трибини, што е за респект на секоја навивачка група, ама што им требаше на Фалангава и Лозариве, бе, брат? Што им треба ова? Да е меч меѓу Наместо да брегалница, се- штип и да тиквеш се- и се случува Да ова. напреваруваат кој е подобар на трибина, Во време на корона кај што и Во време онака на корона? слабо имаме спорт, место да се израдуваме дека барем у втора, трета лига дерби некоја имаме и ќе се случи тие вакво у нешто. центарот на штип, ем што е Наместо- забрането Наместо се присуство на соберат некоја навивачи, заедничка акција да направат, нешто дали добротворно, хуманитарно, каде нешто со ова, корисно. бе? Каде вака? Тончи, доста ги Баги го осудија и гледавме. федерација и сите клубови и клубовите го осудија инцидентот. Никад кога сме кај Тепањево и гостиве ги заредивме брат во боричкиве спортови. Па доста од нежњаци, ракометари, кошаркари, фудбали, не со топка. За денеска имаме еден спортист кој баги има изедено ќотек у кариерата, ама баги и дадено ќотек. 3 пати светски шампион, еднаш европски во кикбокс, Димитар Ѓорѓев. Како си? Добро, Ти се свија вака у нашиот амбиентов дека нема вреќа. Али добро е. како нема еве ти тука пред тебе. Удри слободно, не се устручавај. За многумина кикбоксот е некој агресивен спорт и имаат визија дека во кикбоксот се луѓе што се исто агресивни, што мислат само на тепање. Дали го докажуваш ти спротивното дека тоа е само еден спорт кој се испразнуваш токму во рингот, не на улица? Има различни карактери на борци кои што доаѓаат или рекреативци. По правило е спорт за хиперактивни луѓе, да кажам, и е контактен спорт. Неизбежно е, мислам и дека нема спортска дисциплина кај што не може да се удриш, мора да се удриш. Тоа е поентата. Со тоа што кај нас е разликата, јас го знам противникот. Знам дека стои пред мене, јас сум спремен на тоа, имам нели адреналин кај што не осеќаш премногу болка или нешто и тоа е тоа. Во другите спортови има исто премногу контакт, без разлика дали е ракомет, дали е фудбал,
со тоа што не знаеш кој може да ти наштети за време на играта. Така. Пример, коментарите доколку ги кренат мајците, они се лом направени од тоа што се влечат, се Посебно штипат. пикерите. И можеби, кај нив е потешко, не знае кој може да му направи проблем на терен. Тоа што кажа за агресивни, има такви луѓе со грешка перцепција за спортот, доаѓаат во сала, после сваќа дека не е тоа што мислел и после му се допаѓа нашето кај што реално ни си спортуваме, се дружиме, не е секој тренинг спаринг и му угоде. Баш му доаѓа добро. Си имал ли потреба некогаш да ги употребиш овие работи надвор од рингот? Да, некој на пример се пушта на девојка. Чисто го превоспиташ малце. Проблем. Веќе тука е проблем со пијалите, ќе се тргнеш на страна, ама како ќе изреагираш на некој таков? Проблем. Тој више си бара превоспитување. Во минатото си имал таков сличен проблем? Некогаш некои такви луѓе можеби подобро е да добијат лекција. Заради тоа што он ќе проба. Гледа дека ти си окей, се смешкаш, добро извини, ти му се извинуваш. Ќе проба на друг, ќе проба на трети, на крај ќе стигне до некој кој што е физички послаб од него, го гледа дека е послаб и тука ќе направи проблем. И можеби некогаш е поубаво да си добие лекција уште на сам старт и да не продолжи кругот. За да не му се повтори. Заради тоа што он ќе направи истата вечер или истиот ден проблем, секако, пошто он не реша, само си бара каде ќе види слабост. Од добивање лекција се подразбира кршење забиви? До аголот. Аголот е бит. Или го дозираш онака. Се е до аголот. Умерено. Не, тоа е отпадот, никогаш не одудари. Знам дека и ти си имал таков момент каде што си останал без Да, пола заби ми се вештички. пола заби изгуби за време на борба, така? Да. Професионално. После кај за болекар мораше да ми ваде тие што беа виќе. Начнати. Да, ама тоа реално стварно не е само во нашиот спорт. Пример, кошаркарите веќе почнаа гумици да носат. Така. Коментарите сигурно носат гумици, тие премногу се тепат. Болката ме интересира колку е јакато. Или не си Психички свесен, Психички е не си свесен. Не си свесен, ти треба еден отприлика пола саат, па да знаеш кај си. Што ми се деси? Да, па не знаеш. Ама не се осеќа ништо. Проблемот е психичка дел кај што знаеш дека некој те понижил пред публика и тоа останува и тоа се документира и ти треба да се избориш со тоа и нели да бараш начин пак да имаш борба со истиот човек. Значи во тој момент ти забораваш дека забите ти се боле на земја, не. тебе ти што ќе речат, леле ме понижи овој ме. После неколку месеци. Како ќе се појава меѓу народ утре? Памтиш ли кого ти прв имаш така излемано, а кој тебе те има излемано така пред публика многу? Памтам од причина што првите неколку борби така ми се погоди да можам да ги победам со нокаут. Така? И после имаш карма. Добро, за среќа кармата не се случи на оние твои најславни денови, ќе кажеме кога. Да, тука имам среќа, обично на некој многу слаб турнир или небитен турнир кај што се оде за искуство, се оде колку да се припремаш за битните турнири. Тука ми се поразите кога доаѓа момент за светско или европско првенство кој што ни се случува многу ретко, тука имам повеќе среќа. Така бе, ти кога ги тепаш да е на светско, а тебе кога да тепат 5 луѓе да те гледаат на турнир, никој да не памти. Добро, што треба да поседувајте еден спортист како тебе за да се закети со тие признани? Сите мислат дека треба да имаш 10 тренери, 7 масажери и цела фамилија да работи за тебе, уствари треба подолг период да правиш една иста работа. Во смисла ти да работиш на твојата техника и на твојата издржливост и на тие удари што ти одговарат тебе, да ги повтараш подолг период. Бидејќи сите мислат дека ако тренирам една година, и после тоа имам 3 месеци кај што тренирам секој ден, дека тоа е тоа и ќе отидам и ќе доминирам. А некој го прави тоа 10 години, секој ден тренира по 2 пати и наеднаш мислиш дека он зима стероиди. После првиот од овие големи успеси, како те пречека во Неготино? Свесни беа дека имаат прваки или тоа нормално? Освои Диме стана светски првак. Кој Диме бе? Диме тука од мало. Во Македонија е посебно заради тоа што ние немаме спорт. Кај на спортот е катастрофа, ако некој направи резултат, тој резултат е на среќа, случајност, се погодил момент. Хороскопот му бил наклонет. Толку, да, нешто такво. Доколку некој наш спортист освои еден медал на злато или на светско или на европско првенство, неговата кариера е завршена. Он е звезда
и толку он треба да ужива, треба да има 7 кафичи, треба да седе. Ќе го напуваат малце. Не се интересира за после тоа дали треба, доколку цела држава во тебе инвестира, ти да возвратиш нешто, не ти си звезда, ти си уживаш, тоа е тоа. И мислам дека многу голем проблем е пред време фамата. Кај тебе мислам не е така, си оформи своја школа на вистина на многу млади после тие успеси продолжи активно да се бави. Мене ми се посреќа што во мојот спорт не е толку многу афирмиран и има грешка помисла. И јас кога ќе кажам дека јас сум освоил на светско првенство, најверојатно мислат дека е некој светски куп тука низ балконот и па добро шо. Реално поприфатливо е да не ти веруваат дека е официјалното светско првенство кое што никој неќе да настапи. Бидејќи има во сите спортови има меѓународни турнири. Така. Тие меѓународни турнири најчесто ги викат светски купови, бидејќи може да дојде било која земја од светот. Нашите спортисти одат на тие светски купови, наеднаш вика јас сум светски шампион или европски шампион. Не си. Имаш тројца во категорија. Која ти е конкуренцијата е најофицијалниот податок за да знаеш ти колку си легитимен. А вака кога ќе отидете на светско или на европско, од условно кажано поголемите земји каде што викаш ти по 100 успешни спортисти имаат, како не доживуваат нас од Македонија надпреварувачите? Па пример ако имаш листа, Со подценување не гледаат? многу. Ако имаш листа од 20 надпреварувачи, сакаш да се паднеш со македонец. И така пикираш. Топавско месо Да. се. Например, мене ми се паѓа листата и јас барам земја и не можам да си најдам лесна земја, па да се надевам дека на ждребот ќе ми се падне тој, пошто го имам Русија, Турција, Полска, Германија, Аж да и све. Америка, Италија и си викаш па каде е мојта Македонија тука да ми се падне да можам да поминам барем прво коло лесно. Ама после овие надпреварувања мислам дека веќе не те гледаат како пожелен противник. Мене не. Мене не. Мене не. А вака има ли надвор од надпреварувањава некоја блискост, не блискост, ама некоја дружба помеѓу, пошто во индивидуален спорт некако можеби полесно да развиеш или е потешко да развиеш пријателство со некого? Па се е до карактерот, и у смисла се е до како ти ќе се поставиш. Отворени се за дружба, ама не можам да ги категоризирам по земја, бидејќи пример од Србија имаш еден човек кој што соработува со сите и останатите репрезентативци се затворен круг. Имаш земји како Казахстан, Азербејџан, Туркменистан, не можеш да функционираш со нив. Они се затворен систем, они немат женско во тимот, они не разговарат, они сите се нервозни, агресивни се кога ќе дојдат на европско, на светско. И сега зависи и до земја. Пример, мене и ги имам и контактирам со нив, најдобри пријатели ми се од Бразил. Они се Они имаат женско во тимот. најоригинални спортисти имат, ама они се најоригинални спортисти. Он не доаѓа за да те победе, доаѓа за спортот, доаѓа да се измеша, доаѓа да види кои се земјите учеснички, Да научи нешто. да се разменуваат поклони и он плаќа за да дојде не му плаќа државата, он сам си плаќа. Значи со нив сигурно ти си има случајно, си му дал добар ќотек, после му викаш дојди да те почестам на картичка. Па мора, па така и од деца сме така, со кој ќе се степаш, се дружиш после. Ние сега ти спремивме тука на распознавање една тројка, која што доаѓа од твоја бранша, па сакаме да видиме и дали ќе ги препознаеш. Така да не разочарувај се. Ќе пробам. Тончи, можеме да го пуштиме првиот. Поима нема. Погледни го. Во Белатор се надпреварува. Белатор го следиш? Русин. Само нокаутите. Русине. Добро, во е првиот русин избричен во ММА. Па изјава браво. да, Изгледа не е Тога не се носи. не е дагестанец, изгледа оригинал русин. Игор Корешков. Тераме следен, Дајте мора некој да го по- знае. Оди следниот. Него претпоставам го знаеш. Стипе Миочич. Стипе Миочич, Ама не, да. тука не личе на него, а иначе да, он После победа. после победа. Знаеш ти што е? Кога губе? Знаеш Стипе што е по професија инаку кога не се бори? Пожарникар. Да, и многу луѓе го фалат. Ама тоа ти е Хрват и го знам, инака не ги следам толку. И последниот, ајде, Тончи. Од стара гарда кикбоксери кај нас, сега е веќе во пензија. Да. Сега има околу Сега 50 и на години, 60. вон кондиција е. Јаш пуштили груда и стома. Дури нема фотки онака адекватно. Препознаваш? Наш. Наш, Да, македонец е. Сега живее во Хрватска. Ама е наш.
ќе се откажам од спортот ако он ми е колега. Што Па мислиш? види, сега има 60 години, ама во негово време може би да сте се Како како се вика, оној што работи со Айкидо, американецот, глумецот. Стивен Сегал. Ево го. македонски Стивен Сегал. Значи Арчи е македонскиот Стивен Сегал. Да. Должно е да се некој браточет. А Бубо рече, ако ми е колега, како ќе се откажам ја од спорт, го насети, го намириса дека не е. Сигурни сте дека не сте? Не сме. Стивен Сегал кој го сретнат на улица, мој катар 40. Му се случило тоа. Му се случило, да. На тренинг како ги мотивираш? Им пушташ некоја турбофолк народна музика? Се му пушти. Се му пушти. Доколку не вежбат, добиват најлошата можна музика. Што значи тоа? Која е најлошата можна музика? Од турбофолк до На хеви. Рома химната. Не, му миксаш турбофолк со хеви метал и Snoop Dogg му го пушташ и тоа е во една иста плейлиста и он мора да вежба. И како му делува тоа вака на психа? Лошо. Од страна смешно изгледа. Па не, он ќе се изнервира и мора да оде. Девојките кај се присутни се во кикбоксот? Да, Има многу. интерес кај дамите? Кога се запишана? Може. Никаш што да се. Полни се групите. Пиши го. Полни се групите. Ќе те ушалтаме како тренер. Спалај ти. По-храбри се. Тоа е многу интересно. Машките прават калкулации, го гледа противникот, па колков е, па висок, па добар е, па не е добар. Женските одат и се тепат. Има да се боре и не е битно после тоа леле изгубила, па драми, па како дома ќе кажам. Конкретно си одат и се многу похрабри. И има земји, пример како Данска, цел тим му е со женски надпреварувачи. Они доаѓаат и взимат само злато, 10 надпреварувачи, 10 злата. Има едно-две машки, но таква му е стратегијата и поуспешни се. Среќата да си ја пробаш, знаеш во обложувалниците кај нас? Не сум пробал Тоа фудбалско ете кошаркарско знаење да го и примениш на ливче. мислам дека тие што врска си немат од утакмици, повеќе среќа има. А ти си меѓу нив. Се надевам, се надевам. Па би било убаво сад тоа да го докажеш тука на дело, затоа што ние со нашите партнери од Sport Life имаме една многу фина работа што ја практикуваме. Тоа е 5 утакмици што треба сад и да ги истипуваш. Ако бидат добитни со ваучер од 500 денари, ќе треба таа евентуална добивка да се донира во хуманитарна цел по твој избор. Супер. Така да, ова ти Така се може. начелно надпреварите, ќе идеме ние еден по еден, кај што ќе ти затреба помош со некој совет. Јас сум тука, Слајан, слушај да ти кажа обратно, типува само. Добра. Го слушаш така, брат, ќе бидеш. Ова ти се некои основни типови, ама ти може да типуваш буквално што ти душа сака, пошто билтенот на Sport Life нема што нема. На лондонско Градско дерби, Тотенхем е прв, Арсенал не може сам со себе да се состави сезонава. 0-2. Па интересно, никац. Јас содам Тотенхем гол прво, гол второ. Ја кец. Одиме следната. меч. Исто англичани, Челси Лиц. Алиоскиот звер сега и нов договор си заработи. Челси се бори за врв, ама и Лиц е во добра форма. Браво, ама Фаворити Алиски се е супер, Челси. ама треба да се донира тикетот така да се Так. кет за Челси. Јас одам тука ГГ 3+. Кец и гол. Севиља, Реал. Реал да не те залаже името, моментално распашана команда се, моментално може да се каже па и дека се шпанскиот Арсенал. Икс. Чист Икс. Па да рипне донацијата. Так. Дури да ти кажам право и реален тип е тоа. Јас тука одам Кец Икс и 1 до 3 гола. X2 и од 2 до 4. Германците, Баерн Минхен, Лајпциг. Баерн дроби кај ќе стигне и кај не стига. Кет. Кец чист. Јас тука одам Кец и 3+. Ајке. Ако ќе сме на Кец и 2 плюс прво. 2+1. Добро. И ова е последната, браќата италијанци, Самдорија, Милан. Милан е прв на изненадување на сите, ама си играат, си газат. А Самдорија е променлива. Милан ми се фаворит. Да, Ќе ти кажам и зошто, а инаку Ајде. двојка. јас тука одам гол прво, гол второ. Јас мислам гол прво.
Тоа ни беа утакмици, наши 5. Кажи сега Милан зашто го фаворизираш? А не Барса. А не Барса. Не знам, еден играч не знам од Милан, ама како деца сите кажуваа по некој тим. Ти тој, јас имам дрес од Милан. За кој си? За Милан. Заборавиме. Ова е од нашите партнери. Фала ти. Sportlife, едно мало Едно внимание. фино пакетче. Фала. Одлично. Ке треба сега ти тука еден фин автограм да... Иако тешко ни беше, Да. се намашивме со една добра Повели. твоја фотка да најдеме. Изволте, маркерот. Ама најдов. Ја најдете сликата кај што имам најногу стомак. Имаш и подобри, ама некако се од подалеку од успесите, вака од вака. Тука поблиску бе да се... најдебелиот човек на турнирот. Од причина што ист момент работев салата да се приспособе и тренирав. И кога стигна моментот па да се грижиш и за формата, едноставно не сакав да се замарам. Да не се- Верувам ти беше удобно и Супер. пријатен моабетот со нас. Супер ми беше, фала ви и на вас. Никад ми се допаѓа Димитар што е скромен, што паметно Паметно типуваше. одиграно скроз. Еве, Знае и веднаш ке го платиме неговото ливче, бидејќи кога ќе опомножиш пак на 500 денари, символична ќе биде сумата, ама кога ќе ја изиграш паметно, може и да се надеваш на добивка. Така, некогаш кога филозофираме и сакаме да фатиме не знам што, може да утнеш прија. Многу лесно он отколку знае вака. за што игра и знаеше како да одигра. Ајде одиме првиот натрева, кој беше Тотенхем Арсенал. Тотенхем Арсенал. Знае дека дерби тешко и затоа се одлучи на голови Да, од 0 до 0 2. Така, 1,93, не е така лошо. Потоа Челси Лиц. оди на сигурно победа за домаќинот. После имаме Севиља Реал Мадрид. X чист. Следната ни е Бајерн Минхен Лајпциг. И ова очекувано единица. Да. И следната ни е последната, уствари Самдорија Милан. Самдорија Милан. Да. Двојка 1,80. Кога сето тоа ќе се помножи, имаме можна добивка 14.880 Скоро 15.000 денари. Паметна одиграна игра од страна на Димитар да се надеваме на добивка која Sportlife ќе ја пренамени за некоја хуманитарна цел, како што кажа Димитар, во раце кои навистина заслужуваат. Димитар паметно, кротко, за разлика од Моника. Моника ја понесе моментот што е хуманитарно ливче, сакаше што поголема добивка да има малку некој да да се искористи. докаже вешти, Да, одеше малку и на игри, ризик. комбинации, така. Веројатно и тоа беше причината што од 5 меча со Суоло Интер само излезе Погоди, само добитен. една, ама да не заборавим уште еднаш, значи комбинирани игри со двојка, 3 плюс Ливерпул И со промашена. храбри коефициенти. Ја фати штета, сепак 209.000 носеше ова ливче од Ама и игра. заврши работа на гостинската табела да не е на фенерот, на дното. Да, Моника никад не е на дното, ама меѓу нас двајца некако постојано, ајде на почеток ти дадов бужем да се докаже шанса да не биде само јас сум пред тебе. Последниве две-три Секое емисии коло ти те- тргнало малце и сега си у трип дека си Тргнало, некој опасен Тонче, Пушти да кладионичар. видиме што фати никад. Фати една, па што прашувам бе, дали една фати. Абе јас кој со се една, дали може? јас со една ќе направам поголем коефициент, малте не него ти со Ај, 3. овие коефициенти, квоти твои од 2, па како да направил 7 коефициент од една, бе, бре. Фатил Интер 2 плюс прво и мисли на коње. А ти бе, Е, што гол е на прво, ке, гол второ. цикси 2 до 4. Сакав бе, Челси дечко, бе. Тотенхем XUX, ама ај викам да бидам шо викаш сигурица. Да бе, јас сакав точен 0-0, ама на крај се решив за малку- голови да играм. Ајде бе, Брайтон Ливерпул, кој би рекол дека нема да ги скине Ливерпул, бе? Колку падна на Ливерпул, не ми се Да верува. ја паднав за еден гол, ти падна за Бајаги. И пак дупло. Табела како сме, Тончи?
Ке може никад да ми се доближи наредниве? Што ти е со една утакмицата? Освен што и се доближува вака на Моника коефициент, може ли да ми Абе, никад ти се доближува, види му руката него, его ручето тамо. Слагјане. Кое руче, бе, брат, пристојно е гостинка. Твоето руче каде? Позади мене. Со груда и влезе у груда, бе. Од сегашниве петорица сега што ги добија 5 ваучери од по 200 денари, тројца ни доаѓаат од нашата фан страница. Тоа се Христијан Тренчевски, Перица Гиевски и Аврамовски Марко. Едниот добитник ни е од фан страната на Sportlife на Facebook, а тоа е Михаил Велковски, и на YouTube, оној кој што го остави правилниот коментар, ни е Борис Стојанов. Имаше бајги погодено каде најмногу ќе има погодоци. Се на сет дека на Сосуоло Интер ќе паднат најмногу голови погоди 11 души, меѓутоа се петорицата кои што најбрзо го направија тоа, а да биде и точно. А за следната шо е да им дадеме? Па да те гледам вака под дресов црвен. Дај да видиме кај ќе има црвен картон, дали ќе намириса Од нашиве утакмици? од нашиве утакмици. Ги видовте нашите утакмици што ви се нуди, така да каде осеќате дека некој на некого ќе од една цеваница две ќе му направи, дека ќе му скине уво, дека некој ќе направи пенал со црвен, дека некој ќе претестери некого. Ако намириса некој дека нема па да има на ниту еден натпревар, може и таков Да, коментар може и да таков остави. коментар да сега нема да има црвен картон и тоа ќе биде интересно. Така. Ти бе никад, сега што ми текна. Знаеш ли Знаеш што каде ти е, бе, текна, брате, бе? Мауро Икарди? Тој уште постои, уште фудбал игра, не почнал у пилјара да работи. Не, брат, има нова професија, го рани конјот. Мауро Икарди рани конј. Да. И тоа конјот на жена му. Зашто и онака е повреден, не вирус. Мауро Икарди го рани конјот на жена му. Болесна реченица по сите параметри. Се вработи во штала, домашна. Сега Слагам Тончи ќе те удостои со една фотка, само не од него, Уша туку од леле, неговата леле, лична, брат. Го рани црњо, за да може Ванда вака вешто да јава. Мауро Икарди најболje знае дека Ванда вешто јава, пошто со тоа вешто јавање од Макси Лопес и рипна кај Мауро Икарди. Иначе, ако се прашувавте сите овие емисии зашто не го споменуваме Шалке, што да споменуваме, немаат победа и понатаму, сол очи, немаат и понатаму, годинава почна, ќе заврши, Шабе ти ја у нов забрави, милениум ќе влеземе. Шалке, еве дам свечено заклетва дека прв пат нареден ќе го споменеме кога ќе победи, а пошто нема да се деси никад, споменеме веќе наредната емисија малце да го шибнеме.